Денес во алејата на великаните во паркот спроти полицијата со полагање на свежо цвеќе пред спомен бистата на Никола Минчев беа одбележани 20 години од неговата смрт. Краток историјат за животот и делото на Никола Минчев даде директорот на музеј галеријата на град Кавадарци Петре Камчевски. Денеска 6 април се навршуваат 20 години од смртта на Никола Минчев, учител, борец, револуционер и една од најзначајните личности кои што ги има дадено Кавадарци после Втората светска војна. Се образува во Кавадарци, завршил нижа гимназија, а учителска школа во Скопје, а потоа учителствува во неколку населени места во Кавадарци, во Љубанци, Скопско, каде се запишал и како вонреден студент на Филозофскиот факултет во Скопје. Станал член на местниот комитет на Комунистичката партија за Кавадарци, бил делегат на второто заседание на АВНО и меѓутоа поради познати причини, поради борбените дејства, македонските делегати не присуствуваат на ова заседание. Делегат е на првото заседание на АСНОМ, каде што е избран и за член на президиумот на АСНОМ. На третото заседание на АСНОМ е избрана првата македонска влада, а за прв министер за образование е избран токму Никола Минчев. Во својство на прв министер ја подпишал првата македонска азбука и првиот македонски правопис. Од 1955 година до 1965 година Никола Минчев престојува во Белград во сојузната влада каде извршува мощни, значајни и високи функции. Бил министер за финансии во владата на Социјалистичка федеративна република Југославија и директор на Сојузниот завод за стопанско планирање. По враќањето во Македонија 1965 година Никола Минчев ги извршил највисоките републички функции. Бил председател на Собранието на Република Македонија и председател на владата на Република Македонија. Нему се припишува најголемата заслуга за изградба на комбинатот за фероникел Фени во Кавадарци, кој што денеска е можеби една од локомотивите на македонското стопанство. Нека му е вечна славата. Во името на фамилијата на присутните им се обрати и ќерката на Никола Минчев, Билјана Минчева Шукаровска. Би сакала да се заблагодарам во моје име и за жал не во име на мојата фамилија, бидејќи јас сум единствена жива од мојата најблиска фамилија и сестра ми и мајка ми се починати. Меѓутоа би сакала на сите кавадарчани им се заблагодарам што се сеќаваат на татко ми, не само денес, на 20 години од неговата смрт, туку и на 100 години од неговото раѓање, каде што се приради една убава и пригодна свечаност. И во секој случај горда сум што сум кавадарчанка. Во контекст на денешното чествување по повод 20 години од смртта на Никола Минчев, да напоменеме дека локалната самоуправа пред подолго време го преименува булеварот Едвард Карделј во булевар Никола Минчев. Станува збор за булеварот каде што е лоциран Кавадаречкиот панегир. А исто така во фаза на подготовка е и спомен соба за Никола Минчев во новиот Кавадаречки музеј.